Bitola che prošetam po širok soka, a na demel čaršija kafe se napija. Ja sam Jorgo Ognanovski, akter, sportist, biznismen, političar. Ja sam tatko, dedo, čovek. No pred se, ja sam Makedonec, koji si je saka Makedonija. Rodan sam u Bitola, 1954. godina. Moji roditelji, Ljubica i Ilija, se ljudje ko što me uče preko životot da bidam pred se čovek, česen, human. Imam dvajca braća, sestra jedna, porasna vo familija kade što sekojaš zboruvavme za patriotizam, za politika i mojite dedovci od majka mi i tatko mi rodeni se vo selo Smilev. Inaku porasnat sam na Bajrot, gore, nije go vikame Bajrot, žive odmah v blizina na manastir Krkarda, što nije go vikame Bitola popularno. I testvo toga pominav, poridišta, ubava prekrasna priroda, така da ima prekrasno destvo, se zapiše v prvo odelenje v Todor Angelevski osnovno učilište i treto se preselivme od Bajrom do Bitola, Smilevski u Bajrgovika i živev dolgo vreme pozadi Satot, mesto vikano Drvenpas. Расте во фамилија честна и хумана. Дедо ми секогаш викаше Стојан. Внучко вика најважно во животот да имаш образ, да бидеш чесен и хуман. Ако можеш, помогни му на луѓето. Ако не можеш, тогаш извини се, кажи не можам, али немој да им одмогнуваш. Мојата фамилија секогаш имавме голема љубов помеѓу нас, помеѓу нашите роднини пријатели. Се сеќавам, моите родители секогаш, скоро секој ден имаја гости, нивните пријатели, дедо ми, баба ми. И јас така сум пораснат во една фамилија каде што стварно владееше една хармонија и голема љубов помеѓу нас, браќата и сестра ми. И затоа денес тоа се одразува на мене. Денес и секогаш сум бил чесен, секогаш сум ги сакал луѓето, секогаш сум сакал да помогнам. И затоа денес се трудам и се залагам да направам нешто добро пред се за заедницата, за Битола, за малата, за Македонија. Кога бев тинејџер, јас во Битола многу го сакав спортот и покрај што одев да учам, завршив основно училиште во Гоце Делчев, тоа е во центарот на градот на Битола. Продолжив да учам во горната гимназија, но после 2 години се запишав во долната. Имав доста пријатели и најповеќе што ми беше важно покрај учењето да се занимавам со спорт. Јас уште кога бев 6 години, самиот со еден мој пријател Пеце Анев, кој што беше исто така и јавен обвинител, председател во Битола на јавните обвинители и стана председател на јавните обвинители во Република Македонија. Со него, како 6 годишни деца, се сеќавам, отидовме да го псуваме и да се запишеме во еден клуб. Баце, смешно, вика тренерот. Ајде да видиме колку сте јаки, почнаме ни даде ракавици, си спотепавме, почна да не боли, автоматски се откажавме.
бидејќи сметавме дека тоа е глупо ако бев само 6 години и тој, дека некако насилнички ни се виде спортот, бидејќи самиот тренер немаше добар метод како да не привлечи. Почнав да тренирам ракомет, карате, не карате, џудо тогаш постоеше, немаше карате во мое време, и фудбал се разбира, игравме секогаш со децата, но како тинејџер во гимназија почнав, се разбира, првата љубов и втората кога бев 16, 17, 18 години. Прв пат се заљубив во една девојка и животот ми беше добар. Не бев многу по ноќни клубови, бидејќи тогаш мене ни пуштае да одиме во тие клубови. И јас како млад човек се заљубив најповеќе во спортот. Значи животот до дека завршив гимназија во Битола и се запишав на економски факултет во Скопје, го поминував во спортот. Исто така, можам да кажам, од кај кога бев 8 години, се заљубив во дигање на тегови и од тогаш почнав да дигам тегови и ден денес тоа го практикувам. 4-5 пати во неделата одам во теретана, така да мојот живот како тинејџер стварно беше повеќе 90% во спортот и што требаше нормално да учам. Кога бев 4-та година гимназија, најголема желба ми беше да бидам доктор. И тоа да бидам хирург, бидејќи секојаш имав желба да помогнам, да им помогнам на луѓето, поготово на болните луѓе кои што му треба помош. Но кога дојде време да се запишувам на медицински факултет, јас се распрашав и тие ми рекоа: Јорго, ако сакаш да бидеш на медицински факултет, ќе заборај спорт, ќе заборај се, бидејќи треба да доаѓаш на предавања, на вежби и така натаму. И тоа толку ме разочара, а имав огромна желба, се разбира, исто да бидам правник, да бидам адвокат, не судија. Сакав како што зборувам да ги бранам луѓето. И мајка ми, Љубица, вели: Јорго, слушај, ти си роден во Битола, цел живот си тука. Што не си одиш во Скопје малце да видиш друг град, друга култура? И така се одлучив да се запишам на економски факултет, а кога ги прашав нив дали јас како спортиста, бидејќи сакав да бидам врвен спортиста, да бидам репрезентативец на поранешна Југославија, и ми кажаа дека не морам да одам дури на предавања, а тоа ми би дојде добро затоа што јас имав план. Играв малце кошарка за студент во Скопје, но имав еден другар, Златко од Прилеп, што го викавме Звер, и тој се занимаваше со карате. Вика: дојди да гледаш карате. Еден ден отидов да гледам карате. Што да видам таму, значи јас викам: овие црни појаси, не знам какви појаси, не се многу добри, јас можам да се борам со овие. Тој вели: па не, вика, ако можеш да се бориш, почни да тренираш со нас. И така почнав да тренирам кај господјата Мира Костич, и исто тренер ми беше господино Живко Тасевски, кој што е еден од врвните тренери и ден денес, и го промовира фантастично каратето во Македонија. Има клуб во Скопје. Почнав да тренирам, за неполни 6 месеци станав црн појас, плав појас зедов, па неполна година станав црн појас и влегов во репрезентација на Југославија со плав појас, бидејќи бев во Улци, мислам, и таму Илија Јорга, Владимир Јорга ме приметија и вика: ти сакаме да бидеш репрезентативец. И тогаш мислам дека полагав за црн појас, од плав одма ме скокна на црн и станав повеќе кратен првак на Југославија во карате, во полутешка категорија, бев апсолутен првак. Како репрезентативец настапува во југословенската репрезентација, освоив 3-то место со југословенската репрезентација и 5-то место во светот.
Rokso kak so Andoni. Јас ја гледав ситуацијата во поранешна Југославија, некои работи ми се допаѓа многу, но некои не ми се допаѓа. Една од работите што не ми се допаѓаше беше дека децата на директорите, на политичарите и децата на судите и така натаму, на функционери некои, тие ги добиваја становите, бидејќи тогаш се даваја станови на млади брачни парови, на млади луѓе. Јас завршив факултет, сопругата ми имаше завршено технолошки факултет и како врвен спортиста, репрезентативец, имав стипендија. Мене ми беше ветено дека ќе добијам стан, но тоа ништо не се случи. Се становите ги добиваја, како што кажав, деца на директори, функционери, суди и така натаму. Тоа толку ме револтира што одлучив да заминам во Соединетите Американски држави. Сум 87 заминав, живеев 30 скоро и повеќе години тамо. Јас се чудев како е средено, како е убаво, како самите американци сакаат да ти дадат шанса ако си, дали си спортиста, дали си актер, дали си музичар, дали си научник или работник, тие бараат секојаш квалитет и те ценат единствено по квалитет. Пред се почнав, отворив два карате клубови во Америка, во Лос Анџелес и добро многу ми одеше, имав многу студенти. Во меѓувреме, еден учител од потекло родителите ми од Хрватска, а роден во Америка, ме откри на некој начин и вели: Јорго, ти имаш квалитети неверојатни, можеш да бидеш филмска звезда, сакам да доаѓаш во мојата филмска школа, училиште. Јас таа понуда ја прифатив и пред да ја прифатам, јас сам му реков: сега сум дојден, немам повеќе од година и пол, значи не можам колку вие земате пари за месечно за студентите да плаќам, бидејќи во моментот не заработувам толку. И само ми рече: за тебе, за таков квалитет, ќе имаш стипендија за 3 години. Така отпочнав мојата кариера како актер и доста научив за глумата и почнав да учам и за продуцирање. Со текот на времето отворив 2 компании во Холивуд. Едната се викаше Hollywood Star Entertainment, другата Geo Production, и почнав да произведувам играни филмови и учествував и во други филмови каде што имав шанса. Сум играл со попознати глумци како Дженифер Гарнер, личен пријател сум со Ал Пачино, кој што почнавме да се дружиме, бидејќи јас бев во еден клуб кој што се викаше Малхоланд тенис клуб. Тоа е клуб на Беверли Хилс, на Холивуд Хилс, тука се сите глумци, доаѓаат и бизнисмени, многу богати луѓе, кантри на клуб го викаат тие во Америка. Значи, јас запознав и други како Хали Бери, Ричард Дрейфус, Кети Бейтс и други познати глумци и продуценти, кои што имав шанса од нив и да зборувам и да учам околу глумата, околу бизнисот. Голема желба ми беше да бидам продуцент, па и почнав да пишувам сценарија, така да во Холивуд јас како човек преку мојата компанија Hollywood Star Entertainment и компанијата Geo Production имав произведено 4 играни филмови кои што се продаваја по светот и некои од нив направија поголеми успеси. Многу беше важно што имав и прилика да се дружам и да се запознам со Стивен Сигал, со Ван Дем. Имав голема шанса со Ал Пачино да снимам филм и имам едно сценарио кој што уште не е снимено, се вика Александар. Се работи за македонче кој што
расти во некој дом, го присвојуваат млад брачен пар македонци и по сплет на околности открива дека детето има најубав глас на светот. Ал Пачино требаше да игра улогата на менаџерот, прифати, но за жал не најдов разбирање со Министерството за култура на Македонија, тогаш беше премиер Никола Груевски и таа работа тие ми ветија дека еве ќе ти дадеме пари и не баравме ние од Америка, од мојата компанија, многу пари беше некаде 150.000 евра, но не знам што беше работата. Јас како човек тогаш почнав да ја запознавам пригазната за политичарите. Повеќе политичарите тоа време беа заинтересирани за тендери, проектите да бидат со повисоки цени и не успеав тој филм да го направам, но тој филм е приказна за дечка приказна и таа е интернационална, секојаш може да се направи и да се продава во светот успешно. Имав голема шанса да работам со големи студија како Warner Brothers, Universal, Paramount, но ете така се случија работи, не успеав со нив да соработувам. Во Америка бев со фамилија, со мојата поранешна сопруга Ленче и моите деца Илија и Драгана. Живеевме прекрасно, убав живот имавме, што е многу важно. Моите деца се школуваја, ќерката ми има завршено еден од најдобрите факултети во светот за економија, тоа е Беркли во Сан Франциско, а сино е менеджмент во USC. USC е во првите 5-10 факултети во светот, приватни факултети, каде што имаше и сино и ќерката стипендии и ние, јас колку требаше, го финансирав. Сино си живее во Америка уште, си имам 2 внуки од него, сопругата е лекар, има одличен живот таму, а ќерката си живее во Македонија. Си имам внука, се вика Уна, зето ми е архитект и неговото име е Столе и има прекрасен брак. Па јас некако пред 7-8 години одлучив да дојдам во Македонија, затоа што сватив дека тука некои работи не се како треба и одлучив да почнам да се занимавам со политика. Мојот политички живот е принуден. Јас секојаш велам, јас не сум политичар, јас се занимавам со политика од проста причина што никогаш не сум сакал да се занимавам со политика. А најмалце да бидам политичар. Бидејќи за жал кај нас 35 години самите знаеме сите каква е состојбата со политичарите. Повеќето политичари, да не речем сите не е фер нормално, али повеќето политичари доаѓаат, се занимаваат со политика, стануваат политичари единствено да дојдат до позиција на мојк и пари. Јас како човек, како пред се Јорго Огненовски, не можам да трпам неправди, не можам да трпам уништување на еден народ и не можам да трпам уништување на држава како што е нашата Македонија. А најмалце можам да трпам неспособни луѓе да водат ова држава, политичари. И затоа се уклучив и пред 8-7 години ја формирав партијата Демократи. Со честни луѓе повеќето не се занимавале со политика, не биле некои фактори или воопшто не се занимавале
а се честни, сакаат исто да се бориме за да направиме промени од корен, Македонија на за секојаш да почне да се движи напред. Јас секојаш се прашувам како родител на 2 деца и сега дедо на 3 внуки, што се случува во главата на граѓаните на Македонија, на одредени граѓани. Јас кога зборувам, ајде луѓе да направиме нешто за Македонија, ајде да направиме за нас, ајде да направиме за граѓаните, за нашите сограѓани, дај да промениме ова, дај да креираме една функционална правна држава, економски моќна, да имаме врвно здравство, да имаме врвно образование, инфраструктура, да имаме здрава животна средина, не секој ден да не труе некој со отровен воздух. И се разбира сите други работи што треба да ги имаме. Најважно е да се грижиме за старите, за изнемоштените, за пензионерите, за болните. Денес гледаме што ни се случува во Македонија и тоа ме мотивира да продолжам со борбата за да имаме подобар живот за сите. Независно дали сме македонци, дали сме албанци, дали сме турци, власи, бошњаци, торбеши, срби, хрвати, што и да сме, важно е дека сите сме хумани луѓе и заслужуваме подобар живот. Важно дека сме сите македонци во Македонија со своји обележја. Јас како човек, како македонец, сакам да се борам за себе, за мојата фамилија, за моите деца, внуци, да се борам за граѓаните на Македонија, што е најважно, можеме да си ги задржиме децата, бидејќи децата денес бегаат од овој трул криминален систем, бегаат од политичарите, кои што немилосрдно 35 години ја плачкаат, уништуваат, разнебитуваат нашата Македонија. Во Македонија знам и верувам, а и сум зборувал со многу луѓе, има толку квалитетни луѓе, толку интелигентни луѓе. Ние имаме тука и научници, и иноватори, и професори, и доктори, и бравари, и инженери, и механичари, медицински сестри и спортисти. Се само треба државата да почне да биде водена по прав правец од квалитетни, честни, хумани луѓе, професионалци. Мојата борба нема никогаш да престане за Македонија. Јас живеам за народот, живеам за Македонија и што е најважно, еден ден, после 5, 10, 15 години, 20, да кажат Македонија е во првите 10 држави на светот, статистички зборувано, тоа значи да имаме во првите 10 држави на светот економија, да имаме во првите 10 држави помалци и помалци криминал, да имаме врвно образование, врвна инфраструктура, здрава животна средина, култура и да кажат во Македонија, ако си болен, ако си стар, ако си немојкен, ако ти треба помош, државата се грижи за тебе. И луѓето еден ден да почнат да ми завидуваат, но што е уште поважно, да земат примери како ова држава пред 10-15 години била уништена, оплачкана од политичари, од бизнисмени, од одредена група на граѓани кои што немаат милост за сите нас. Сите ве сакам, ве ценам, независно дали сте македонци, албанци, турци, власи, бошњаци, торбеши, сите македонски граѓани, бидејќи без љубов и без борба за нешто добро, ние никогаш нема да одиме напред. Затоа ве повикувам да ни се придружите во борбата и заедно да се бориме за подобра иднина на Македонија, да се бориме за подобра иднина на нашите деца, внуци и сограѓани.
Да ни живее Македонија, да ни живее македонскиот народ и сите други народи и народности. Македонија да ни е вечна и вековита.